Денеска во клубот на пратеници ќе се одржи презентација на 12 закони од областа на здравството. На настанот ќе бидат представени предлози, мислења и препораки од стручната фела за унапредување на здравствениот систем. По повод Светскиот ден на учителите, се нагласува важноста и посветеноста што ја бара оваа професија, но и проблемите со кои се соочуваат наставниците, ниски плати, слаби услови за работа и политичко влијание. Независниот синдикат бара почитување на колективните договори и департизација на образованието. Министерството за образование, пак, започна национална кампања за подигање на угледот на учителите, а министерката Весна Јаневска најави зголемување на платите, подобра инфраструктура и нови учебници. На настанот беа доделени и признанијата просветен работник на годината. На хрватскиот пазар е откриен свеж зеленчук од Македонија, црвени пиперки со високо ниво на забранетиот пестицид метомал. Анализите покажале 5 пати поголема концентрација од дозволената, што може да предизвика оштетување на црниот дроб и бубрезите. Поради тоа, инспекторите наредиле итно повлекување на пиперките од продажба, а Европскиот систем за безбедност на храната предупреди на сериозен ризик по здравјето. Националното студентско тело денеска поднесе барање до Министерството за образование и наука и Управата за јавни приходи за јасно разграничување на поимите приход и прилив при примената на мерката за субвенциониран студентски оброк. Тие укажуваат дека моментално институциите ги користат податоците за сите парични приливи на студентските сметки, без да направат разлика меѓу реален приход, како што се плата, хонорар или самостојна дејност, и други трансакции како семејна поддршка, уплати за кирија или студентски надоместоци. Ова, според студентите, доведува до неправедно одбивање на голем број студенти од користење на мерката, иако тие немаат реален приход. Со барањето се предлага Управата за јавни приходи да ги доставува само податоците што представуваат вистински приход, а не сите приливи на сметките. Националното студентско тело апелира Министерството за образование и наука да ја усогласи методологијата на проверка со законската дефиниција, со цел да се обезбеди правична примена на законот и да не се дискриминираат студентите кои зависат од нефискална финансиска помош. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во телефонски разговор со бугарскиот председател Румен Радев изрази сочувство за жртвите од поплавите во Бугарија и понуди поддршка од Македонија за справување со последиците. Радев и се заблагодари за солидарноста. Бугарија се соочува со тешки поплави, при што животот го загубија 4 лица, меѓу нив и 2 спасувачи. Ситуацијата во регионот на Бургас и одморалиштето Елените полека се стабилизира. Тројца хрватски планинари загинаа во лавина на планината Тошк во словенечките Јулиски Алпи, иако биле предупредени за опасните временски услови. Тие го напуштиле домот на водник и продолжиле со искачување, каде што настрадале. Останатите 4 членови на групата се безбедни. Словенечките спасувачки екипи веднаш реагирале, а поради лошото време потрагата е продолжена утрово. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ понуди помош и изрази благодарност до словенечките служби, кои предупредуваат на висок ризик од нови лавини. Србија планира да побара од Европската комисија ослободување од планираното зголемување на царините за увоз на челик во Европската унија од 50%. Според Српската стопанска комора, Белград ќе се повика на статусот на земја кандидат за членство и на договорот за слободна трговија со Унијата. Зголемените царини би го погодиле извозот на Србија, особено железарницата во Смедерево управувана од кинеската компанија Хабис. Во првите 8 месеци од 2025 година, Србија извезла речиси половина милион тони челик во Европската унија во вредност од 358 милиони евра, што е за 8% помалку од лани. Одлуката на Брисел следи посличниот потек на САД, кои ги зголемија царините за челик и алуминиум за да ги заштитат домашните производители. На реката Дунав, во близина на Бачка Паланка на границата меѓу Србија и Хрватска, синоќа се преврте чамец со 11 лица, сите државјани на Кина. Неколкумина паднале во водата, а дел од нив се уште се водат како исчезнати. Спасувачките екипи од двете земји се на терен и продолжуваат со потрагата. Високиот функционер на Хамас, Махмуд Мардави, ги негираше извештаите дека движењето се согласило да го положи оружјето според мировниот план на американскиот председател Доналд Трамп за Газа. Тој изјави дека ваквите тврдења, објавени од Ал-Хадат и други медиуми, се лажни и имаат за цел да ја дискредитираат организацијата. Предходно, медиуми тврдеа дека Хамас го прифатил планот што предвидува меѓународна администрација во Газа. Хамас веќе достави свој одговор на предлогот, изразувајќи подготвеност да ги ослободи заложниците, а нова рунда преговори се очекува во Египет. Американскиот председател Доналд Трамп нареди испраќање 300 припадници на Националната гарда во Чикаго за заштита на федералниот имот и покрај силните реакции од демократите. Одлуката доаѓа веднаш по тоа што федерален судија ја блокираше неговата слична наредба за Портланд, оценувајќи дека протестите таму не представуваат закана што бара воена интервенција.
Демократите обвинуваат дека Трамп користи војска за политички притисок, додека тој тврди дека се бори против беззаконието. Во масовно пукање на прометна улица во Сиднеј, 20 лица се ранети, а еден маж е во тешка состојба, соопшти австралиската полиција. Напаѓачот, маж во 60-тите години, испукал меѓу 50 и 100 истрели кон автомобили и минувачи, предизвикувајќи паника во градот. Тој бил уапсен 2 часа подоцна во својот стан и е хоспитализиран поради повреди при апсењето.